Вината за хаосот со личните документи е кај секој друг, освен кај Спасовски и неговите соработници. Ова е заклучокот од вчерашното правдање на поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој по долго криење од јавноста се појави на телевизиско интервју. Вели дека не чувствува одговорност што ја претвори Македонија во затвор за над половина милион македонски граѓани, кои се уште се без лични документи. Не можел тој да ги натера граѓаните на време да си ги обноват. Не може апсолутно никого вие сами да го натерате да ги извади документите во 2021, 2022 или 2023 година. Сега граѓаните се одговорни? Не, апсолутно. Не сметам дека и не сакам апсолутно да фрлам вина на граѓаните. Меѓутоа, секој еден граѓанин имал можност од 1 јули да започне со промената на личните документи. Никој не спори дека министерот не можел и не требал да оди од врата на врата и да ги моли граѓаните, но исто така е неспорно дека лични документи се издаваа во рок на важење и по 12 февруари 2024, кога според Преспанскиот договор престануваат да важат документите со старото уставно име. Највен е и обидот на Спасовски вината да ја префрли кај опозицијата, користејќи го нејзиното противење на начинот на кој што беше договорен и изгласан Преспанскиот договор во Македонското собрание, со неуспешен референдум зад себе. Прво, дали сметате дека е сериозно тоа прашање? Кое? Дека возачките истекуваат, никој не знаел. Сериозно ме прашувате? Преку соопштение изјави на портпаролите на институцијата и така натаму, дека имаме обврска да ги промениме документите. Имаше тука период во кој што се повикуваа граѓаните од сегашната опозиција дека ќе го срушиме договорот од Преспа, дека ќе се врати старото име, не треба да има. Сето тоа може би имало влијание. Тој не одговори ниту на прашањето дали пунктот за сликање во станицата Киселавода бил само мачкање очи, бидејќи и оние кои се фотографираа и по цел месец чекаат за нов документ, поради недостаток на образци. Спасовски им порача на граѓаните да се јават во министерството и да се закажа термин за сликање како единствено решение. А се покажа дека и тоа не е решение, затоа што бројот за закажување што му го остави во наследство на Панче Тошковски не работи. Во меѓувреме ВМРО ДПМН поднесе кривична пријава до него, бидејќи како што велат, во својство на министер за внатрешни работи во периодот од околу 2,5 години издавал лични документи кои знаел и бил свесен дека нивната важност нема да биде во рокот кој е ставен на документите. За Спасовски, кривичната пријава од ВМРО ДПМН била политички мотивирана. Прашање е и дали кривичната пријава против Спасовски ќе заврши во некој од фиоките во јавното обвинителство. Оттаму Залфа рекоа дека немало да се оформи посебен предмет, бидејќи за хаосот со личните документи веќе имале предистрага по иницијатива на граѓанин. Од обвинителството додадоа дека кривичната пријава од опозицијската партија единствено би можело да се припои кон предистрагата.